Полициските контроли и акции за сузбивање на неовластена продажба на пиротехника ја намали масовната употреба на петарди пред новогодишните празници. На плоштадот самнаа празни тезги, но сепак се уште слободно се продаваат и употребуваат вакви опасни средства за забава. Од секторот за внатрешни работи Тетово велат дека деновиве запленуваат по неколку илјади петарди, а засилени акции ќе продолжат и во наредниот период. Во таа насока, практикувајќи различни форми и начини, а преку одржување на состаноци на граѓански советодавни групи во училиштата и медиумски, на трговците, родителите и учениците, посебно превентивно им беше укажано дека набавувањето, односно продажбата и активирањето на пиротехнички средства и пред се на петарди представува законски прекршок и согласно членот 31 од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир, за овој вид прекршок предвидена е парична глоба која се движи од 200 до 500 евра во денарска противвредност. Деновиве полицијата во соработка со Црвениот крст проведува превентивно-едукативни активности за намалување на употребата на пиротехниката. Од раководствата на училиштата велат дека ако е потребно ќе преземат и педагошки мерки кон децата ако забележат дека користат петарди, кои според досегашното искуство ставаат големи здравствени последици. Како прво, јас сум Јорда Ѓорѓевска од Црвен крст Тетово, вработена тука 40 години, неизменично оваа работа работимо, така што и сега сме повикани да нешто им одржимо кратко предавање на децата, што е мислим многу корисно, бидејќи они ова го рачунат као баука, а кој што може да се претвори во голема трагедија. Бидејќи секоја петарда може да доведе до до уништување на дел од организам, без око дете да остане, без дел од рака, без прст, со изгоретини. Поради тоа, на некој начин гледавме да им укажемо дека е тоа многу штетно и со тоа да не се занимаваат. Вие сте долги години во Црвен крст. Точно. Имате искуство. Имате ли вака забележено како што кажавте? Имам, точно. Сум видела и у болница сум била, сум ги видела. Страшна работа со изгоретини, затоа тоа што повеќе треба да се искорени. Дури мислим дека полицијата повеќе да ги казнуваат. Внатрешни работи, подрачна единица во Тетово, кои денеска присуствува со нивната обука, дека како треба да не се злоупотребуваат пиротехничките материјали и децата што помалку да ги искористат за време на празничните пред новогодишни празнични расположенија. А потоа ги имаме и од представниците од Црвениот крст кои исто така во неволја кога ќе се повредат децата, како да им се пружи прва помош на тие деца што се повредени. Има многу значење. По ова предавање мислам дека децата ќе работи свеста кај децата и нема да ги употребуваат повеќе во тие среќни празнични денови. Забележувате ли во город да купиме петарди или така? До сега не е забележано такво нешто, но не можам да потврдам дека пред нова година нема да ги употребуваат. Какви мерки ќе преземете педагошки контактите на клас во училиште со петарди? Па педагошките мерки се знае за децата кои се укор, па после писмена опомена, усмена опомена, писмена опомена, па и другите педагошки мерки. Но се надевам дека нема да доаѓа до тоа да се употребуваат тие педагошки мерки. До сега на Тетовското подрачје се запленети над 10.000 петарди и различен друг вид пиротехника, за чија неовластена продажба во поголеми количини се одговари кривично со казна затвор. Црн декември на патиштата во Гостиварско. Вчера вечер се случи нова несреќа со жртва. Како што информираше МВР, во 18 часот и 50 минути било пријавено дека на автопатот Гостивар-Тетово кај Дебрешки надвозник се случила сообраќајка во која автобус со гостиварски регистрации, управуван од 50-годишниот АА од село Долна Бањица, удрил во пешакот ИД на возраст од 52 години од Форино. Од повредите на местото на настанот пешакот починал.
По наредба најавен обвинител, возачот бил лишен од слобода и задржан во полициска станица за понатамошна постапка. Јавниот обвинител издал наредби за обезбедување и прибирање на траги од лице место и за утврдување на евентуално присуство на алкохол во крвта на возачот на автобусот. Издадена е и наредба за вршење обдукција на починатото лице. Основното јавно обвинителство Гостивар соопшти дека презема действија за целосно расчистување на настанот. Ова е трета несреќа со смртни последици на гостиварското подрачје Месецов. Уметници од Гостивар со своја изложба во Америка. Во просториите на галеријата на Македонскиот центар во Њујорк САД свечено беше отворена изложбата на дела од тројца гостиварски уметници – Аријан Руфати, Лавдрим Мемеди и Джезаир Реджепи. Пред публиката во Америка, Лавдрим Мемеди се представува со слики, Руфати со уметнички фотографии, додека Джезаир Реджепи со слики, скулптури и видеоарт. Задоволство ни е што имаме можност да ги представиме нашите дела во Њујорк и ова е едно вредно искуство за нас како творци, велат уметниците. Свеченото отворање на изложбата, која е дел од проектот Уметност и музички перформанс, беше надополнето со музичка програма и настап на неколку пејачи и инструменталисти. Проектот е финансиран од страна на Министерството за култура на Република Македонија и подпомогнат од општина Гостивар. Изложбата на гостиварските уметници во Македонскиот центар во Њујорк ќе биде отворена до 9 јануари 2019 година. Дечињата и годинава во Гостивар ќе го најават Христовото раѓање со бадникова поворка низ градот. Подготовките се веќе започнати, а утре недела ќе се одржи првата проба. Од Тетовско-Гостиварската епархија ги повикаа родителите да ги пријават децата во што поголем број, за настанот да биде повеличенствен. Со благослов на митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, традиционално и оваа година ќе се одржи бадниковата поворка низ градот Гостивар, со која нашите најмили дечиња ќе го најават Христовото раѓање Божик. За таа цел ги покануваме сите дечиња од Гостиварскиот регион кои сакаат да земат учество да се пријават во соборниот храм Успенија на Пресвета Богородица во Гостивар, соопштија од епархијата. Пробата утре почнува во 10 часот. Дечињата, како што налагаат обичаите, ќе ја пеат старата коледарска песна Вечниот Бог во пресред на празникот Божик. Бадниковата поворка во Гостивар се организира по 4-ти пат годинава. Според традицијата, децата ги символизираат Божјите ангели, кои на бадник го навестуваат раѓањето на Христос. Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово ги информира корисниците на правото на социјална парична помош дека до 28 јануари 2019 година ќе се спроведе годишната обнова на документацијата за материјалната и бројната состојба на домаќинствата. Воедно се информираат корисниците дека е потребно во определениот рок за годишна обнова да бидат присутни сите полнолетни членови во домаќинството со важечка лична карта на увид. Доколку има промена кај домаќинството, да се приложи и пресуда за развод на брак, пресуда за определена законска издршка и потврда за редовен студент. Исто така, независно од годишната обнова, носителите на правото во периодот од 1.1. до 15.1.2019 се должни да ја потврдат состојбата на месечните приходи за себе и за членовите на своето семејство, информираат од Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Тетово. Времето денес беше сончево со мала до умерена облачност, кон крајот на денот со зголемување на облачноста. Дуваше слаб до умерен северозападен ветер. Утринските температури се движе од -4 до -1, а во текот на денот од 0 до 4 степени. Утре во текот на ноќта и во понеделник преку денот ќе има локални врнежи од снег, главно со слаб интензитет.
Повеќе врнежи се очекуваат во западните и југозападните делови. За време на новогодишната ноќ ќе биде претежно облачно со слаби локални врнежи од снег и ќе дува умерен северен ветер. Утрешната утринска температура ќе се движи од -4 до 0, а во текот на денот од 1 до 4 степени.